Комисијата за заштита на конкуренцијата денеска го даде потребното одобрение за старт на оперативниот план од владата тежок 40 милиони евра. Новина е тоа што оние мерки кои што лани не дале резултат годинава се укинуваат, а средствата предвидени за нив се алоцираат кон двете најпопуларни мерки: само вработување и помош на правните субјекти за вработување на невработени лица. Главната цел на овој оперативен план е пред се вработување на младите до 29 години. Грантовите за лица за отворање на собствен бизнис до 29 години изнесуваат до 10.000 евра помош, а додека за лица над 29 години помошта изнесува 7.000 евра. Доколку се здружат две лица во друштво со ограничена одговорност, тогаш помошта за млади лица до 29 години би била до 20.000 евра, а за лица над 29 години до 14.000 евра, или доколку се комбинирани лица до 29 години, над 29 години, тогаш помошта со здружување би била до 17.000 евра. И за лица до 29 години предвидени се субвенции на правните субјекти до 250.000 денари, за лица со попреченост до 220.000 денари, а за лица над 29 години доколку ги вработат ќе имаат помош од 160.000 денари. Ако овие мерки лани ги искористиле и се вработиле 4.500 граѓани, годинава се очекува таа бројка да биде од 5.500 до 6.000 лица со алокација на средствата од мерките кои што се укинуваат. Во овие две најатрактивни мерки ова година ќе можат да учествуваат само лица кои имаат завршено средно образование и исто така за прв пат се офатени и иселениците кои што ќе можат да ги користат сите овие грантови предвидени во овие две мерки плюс 10% од самиот грант. Например, да карикирам, доколку се лица до 29 години, тогаш би можеле да искористат, ако е тоа помошта 10.000 евра, за повратници плюс 10%, тоа е 11.000 евра, исто и во другите мерки кои ги спомнав претходно. Објавувањето на мерките од оперативниот план ќе започне од почетокот на идната недела.